Zamina bez zbor, zaboravi nas se. Сега мина то, си за мене. Сега јас сум посреќен, мирно заспива. Не ми треба пак до тебе некоја, заборави на се. Што имавме, заборави me i odi si zaboravi se. Ne se vraćaš kaj mene, zaboravi. Одлична замена за мојата вообичаена најава. Со ова се најавува и тој самиот, односно мојот денешен гостин и соговорник во емисијата од своја страна. Станува збор за нашиот музичар, пејач, композитор, кантавтор и што ли уште не, Владко Илјачев. Добри дојде. Благодарам многу на поканата, поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце и мислам дека заборави да кажеш аранжер, или го кажеш. Аранжер ми стои во концептот, да. Може би го заборавив. Се шегувам. Многу епитети. А како си? Супер, наистина убаво, да си правевме мојот маце Жешко ДНВ, веројатно ќе не разлади маце Дождов, ако не, секогаш си имаме песна, ќе си пееме под клима некаде. Така, ќе си пееме и ќе уживаме. И тоа не е една песна, 13 нови во твојот прв албум, дури 13. Среќен број. За многу е баксузен за мене. Зошто 13? Па така излезе, искрено 13 песни. Излегува 10 македонски, една хрватска или српска, како сакате, југословенска, ајде, нека да ја ставиме. И две англиски. Владко, ти благодарам што ја прифати мојата покана, меѓутоа пред да почнеме со кариерата, со албумот, со новите песни, со новиот спот, те паметиме од Идол, те паметиме како момчето кој што влезе чинам во 13-те последни таму. Ај малку да се вратиме наназад, кој е Владко Илјачев, како те запозна тебе македонската јавност? Каде љубовта кон музиката? Пееш од 8 години, како што можев да прочитам за тебе. Татко ми е професор по музика, така кај нас музиката е фамилиарен бизнис, ми рекол. Така да од мали нозе, мислам, знаете како викаат, крушата под круша паѓа, така да јас се одлучив да се бавам со истата професија како и татко ми. Но мислам дека македонската публика ме запозна 2011-та некаде, за време на македонскиот Идол. Тогаш изгледав малце поинаку. Малце имав една коса као Џастин Бибер. Не сакам ни да се сеќам на тоа. Добро младост, лудост. Да, имав. Ја мислам дека бев од сите примени кои што влеговме, нели имаше 10 машки, 10 женски, мислам дека ја бев најмалиот од сите. Така да, најмал бев, тогаш имав една 18 години или така нешто. И мислам дека тогаш публиката ме запозна, после правев долги години пауза од музика и сега се вратив неодамно во Македонија, пошто живеев во странство и лани ја извадив уживам, стигнав некаде, таа беше трето или второ место на топ листите по Радиева, што ми беше доста драго, спотот убаво беше примен од луѓето. Сега оваа година се заборави, направивме спот за само што ја испеав песната, извадив албум, така да се враќам на музиката полека. Се враќаш на голема врата. А какви спомени носиш од Идол? Дали тоа беше едно поинакво време во кое што навистина се открива млади македонски таленти? Знаете што, Идол беше убаво искуство во глобала. Единствено не ми се допаѓаше тоа што секогаш ни дава скрипта што да кажеме пред камера. Така да се што сте гледале за време на Идол, тоа не сум јас, бидејќи не добив шанса да си го
покажам тоа автентичното јас. Току се беше скриптирано, се беше по сценарио, треба се ова да го кажеш, вака да одглумиш, така да... Единствено, искрено беше само настапите, кои имавме настапи, ја не ни стигнав до гала вечерите, уште бев мал, наивен, за да победите во такво шоу треба да имате организација на гласови, сите се организираа гласови, јас си викав, ајде, ќе гласа некој валјда за мене. И на крај излего, пошто не се организирав, бев дете уште искрено. Значи, но не си се сомневал во себе. Бев, не се сомневав, меѓутоа сепак за вакви шоуа е многу важно и да имаш организација на гласови, бидејќи едноставно такова работите. Може тоа гледачите не го знаат, меѓутоа е еден мал искрен момент да ви... Тоа беше последното твое шоу? Или сте појави на уште некое? Не, за жал се појавив и на Звезда Гранда. Поради тоа што си викам, ајде ќе пробам, зашто не испеав две песни од Тоша таму. Меѓутоа осеќав дека не е тоа шоу. Дека не си ти за таму? Не сум за таму, јас искрено. И искрено повеќе беше тоа као ајде ќе испеам неколку песни, ќе стигнам до некој круг, па за да можам да имам настапи, веројатно ќе ме викаат, бидејќи се мачам да заработам се уште во Македонија од музика, многу е тешко на нашата македонска сцена, тешко е да се испромовираш. Зошто? Меѓутоа, што е лесно во животот, така да ја буткам напред, идеме напред и тоа е тоа. Да, тоа ќе те прашав, студираш на факултетот за музичка уметност? Да, студираш, го кажав како во минато време, дека е да. Меѓутоа, потоа се преселуваш, односно одиш да живееш некој период во Соединетите Американски држави? Да, живеев во Америка некаде 2 години, таму живеев во Холивуд, се обидува да фатам врски, некако да и фати ли врски? Нема шанси. И пак реши овде да се пробаш со музика и тука се вратив, па живеев во Израел, поради короната заглавих таму. Ја добро поминав. Тука во Македонија луѓето поминаа многу полошо од короната. Сега се вратив. Добро, сега тоа е најважно. 2 години во киса вода и извадив албум. Тоа е најважно. За тоа сме тука. Извади албум 13 песни, ваче со кого се соработуваше и зошто токму сега албумот? Имам само една соработка, тоест на авторска, ако збориме за од авторски аспект, само со Бобан Василевски имаме една песна која што не е моја. Од сите песни само една не е моја на албумот, сите другите се. Да, тоа е интересно да се каже дека ти си ги да. пишуваш и си ги аранжираш твоите песни, меѓутоа уште поинтересно е тоа што велиш дека имаш над 90 песни кои што се веќе готови. Да, токму така. Секој ден пишуваш? Не, песните се напишани, имаше еден период каде што јас отсуствував доста од музиката, тоест од пењето поради здравствени проблеми и во тој период пишував песни. Значи не можев да настапувам, се бавев со друго, работев други работи кои што не ги сакав, меѓутоа немав избор и во тој период пишував песни. Така да песните се насобраа, така да ќе видиме се. Така. Ќе ги вадиме една по една. Тоа е специфично, автентично за новиот албум, содржински, ајде малку повеќе за песните, од каде Владко Илјачев црпи инспирација, како се создава една твоја песна? Песните доаѓаат сами. Јас само ги запишувам. Песните доаѓаат од повисок извор, би го нарекол. Се што доаѓа, се што е измислено доаѓа од тој извор, така да креативноста доаѓа од таму. И песните обично ги запишувам дома во моето импровизирано студио, ќе земам гитарата, пошто ќе почнам да си играм со акордите и ова е интересно, и почнува мелодијата да доаѓа сама, почнуваат зборовите да доаѓаат сами, ќе земам, ќе ги запишам, листовите се ги чувам дома и песна по песна, така се пишува песна. Ќе го повториш рефренот, пример заборави, само ја поставив таа основата за гитарата и само ја напишав, тоест ја снимам обично мелодијата на телефонот. Значи така и после тоа од на, окей, ајде да видиме сега што може да вметнам зборови, ајде да видам што би сакал да кажам во оваа песна, на што ми носи срцето. Ме разбирате? Така да. А инаку за албумот е автентично тоа што
сите песни кои што се на овој албум, јас искрено верувам дека се хитови. Една до една. Значи од песна до песна, ти што ќе го купат албумот, кој што ќе го извадам во многу ограничен број, обично веќе го нарачуваат луѓето кај мене, пошто е на преордер, на Инстаграм обично идам, Valdera Official. Добра. Самиот албум е така наместен како патување. Значи од песна во песна латино-македонски поп-рок и балади. Значи овие се песни кои што се песни кои што ќе можете да ги слушате за време на лето, има нешто и за време на зима, има и нешто за време на есен, како и да не сваќате. Значи самиот албум е некоја моја искажување на тоа што јас го држам во себе и да го искажам на светот. Има ли во песните нешто твое автобиографско, нешто што од себе сакаш да го дадеш на публиката? Апсолутно. Уживам, пример, автобиографска песна. Не сум човек кој што живе во страв, што ќе мислат другите. Така почнува песната. Ако има песна која што ме пишува мене, тоа е таа песна. Така уживам, по мој животот го живеам. Животот го живеам по моје, така. По твое го живееш? Па апсолутно. Што е поентата на животот, да го живееш по твое. Убава порака, знаеш? Да, значи треба да најдеш што те прави среќен, што сакаш во животот, идеш по тоа. Луѓето ќе ти мрчат цело време, нека мрчат се, да сме живи и здрави. Не сваѓате. Заборови велиш дека е, односно ќе биде летен хит. Па да, веќе се врти по радиото, долу во Гевгелија сме доста слушани, дали сега дека тоа е мој крај, меѓутоа ми кажа дека била едно од така најпуштаните песни на радио долу во Гевгелија. Идеме веќе и на Антена 5, и на Урбан, гледам, ја пуштале песната. За песната има и спот? Песната има и спот, токму така. Значи само скенирајте го овој код, ако успеете да го фатите некако. Не, сега пред да го скенираме кодот, ние ќе ја пуштиме и тука пред нашите гледачи да ја слушнат. Ќе може да го изгледа. Владко Илјачев, почитувани гледачи, уживејте. Zaboravi na se, сега минато си за мене. Сега јас сум посреќен, мирно заспивам. Не ми треба пак, ко тебе некој ја заборави на се. Што имав ме заборави ме и оди си заборави
Така еве сме назад повторно во студиото. Да, Владче, чинам дека ова е навистина летен хит кој што така е певлив и ќе се слуша чинам летово. Меѓутоа кажавме тука дека имаме и хрватска, српска, како кажавме, само да могу полюбите? Само да могу полюбите, да, токму така. Хрватска, малце као далматински шмек има песна. Што те натера сега да ги измешаш? Зошто не? Јас ако сум од Македонија, можам да пишувам песни на било кој јазик. Само уште шпански не сум земал и француски да земам. Тоа значи дека и дома во тие песни дома имаш на различен Имам српски албум целосен, само што чекам прво да ми го купите македонскиот, за да можам да атакувам на српскиот пазар. Заради тоа што време е нашите, мислам, јас би сакал како македонски артист да идам во Србија и да снимам и српски албум и македонски, па да ги пеат и македонските песни таму. Не само обратно, како обично. Што прават. Да, значи видете, ние сме како народ треба да си го цениме повеќе, треба да си го цениме својот јазик во смисла значи зошто во другите држави да не слушаат македонска музика, а ние толку лесно ги примаме останатите јазици тук. Во Македонија се слушаат песни на српски, на хрватски, на бугарски дури. Не сваѓате зошто И се поретко на македонски. Да, зошто ние сме секогаш толку отворени како народ и ги слушаме другите јазици, другите песни, другите држави, така нивните музички творења, зошто не ја буткаме повеќе македонската музика на секаде? Што нашиот јазик е инфериорен во разлика со другите, не сваѓате? Ја не верувам во тоа. Искрено мислам дека треба само да си се цениме повеќе како народ. Комплетно ќе се сложам овде со тебе. Кажи ми, се враќаш на голема врата. Како овде со работката, имаш ли колеги од нашата македонска естрадна сцена со кои што можеби соработуваш, можеби комуницираш? Се подржувате ли меѓу себе? Комуницирам со доста, досега не сум остварил соработка, обично се вака на другарска, обично се дружиме само. Ќе видиме, здравје. Имам некои идеи за некоја соработка. Меѓутоа за сега, пошто ова е мојот прв албум, ова го направив сам, само една песна од целиот албум е на Бобан Василевски, тој е гитарист на Non-Stop. Сигурен сум дека го знаете, настапува со Бени цело време, така да мој верен, многу добар другар, колега од факултет, па и комшија ми е дури. Така. Ке има ли, Владче, официјална промоција на албумот? Како ти е планирано сето тоа да оди покрај нели на социјалните мрежи? Еве веќе си носиш со себе и скенирајме и албумот во предпродажба и сето она кое што ќе се случува таму, меѓутоа да очекуваме ли нешто поинакво? Како официјална промоција можеби настап? Видете, само запратете ме на Инстаграм. Се што постирам јас таму, се што објавувам, сите вести во врска со албумот ќе ги најдете таму. Ќе може и да си го нарачате во предпродажба таму. А за официјална промоција порано се правеа обично онака официјална промоција, настап. Ние имаме една многу интересна идеја со мојата екипа, а тоа ќе направиме како настап на самиот плоштад во Македонија. Добро. Нели тука во Скопје, на самиот плоштадот Македонија, така. Да го знаеме сите плоштадот веднаш под споменикот Александар, така. Значи, сакаме да направиме како стрит перформанс, ќе можете да дојдете, да си го купите, ќе има штанд. Одлична идеја. Да, значи таква промоција сакаме да направиме, бидејќи ќе можете во живо да слушнете како ги пеам песните. И ќе биде автентично на некој начин. Ќе биде автентично, да. Поинакво. И ќе може да видите од прва рака за каков артист станува збор, ме сваѓате. Ова ми се свиѓа, не ми се свиѓа. Ќе си знаете веднаш, ме сваѓате. Така, тоа е многу важно да знаеш што ти се допаѓа, што не, па да се следиш што сакаш, а што не. Можеби рано да те прашам, се уште овој албум не ја доживеал целосната популарност, се уште ќе биде актуелен. Меѓутоа, кои се следните планови, што ќе се работи следно, имаш ли некоја визија што понатаму? Или сепак ќе му... Имам. Еве веќе правиме една песна со Трајко Симоновски, тој беше басист на Тоше, соработувам со него. Така да
има една песна која ќе ја извадиме, ќе се фатите луѓе за глава, верувајте и спотот што ќе го направиме, меѓутоа што викаат Отом потом. Да, здравје. Значи ќе биде и тоа, планови имам големи. Прво да ја испромовирам, да го испромовирам спотот за Заборави. Погледнете го спотот, купете ми го албумот, поддржите ми како артист. Јас навистина верувам дека можам да стигнам доста далеку. Верувам заради тоа што работам секој ден и пишувам песни и работам со мојот тим. Поздрав до целиот мој тим кој што работи со мене, не сум сам. Борче Пелтековски, микси мастер кој што ми направи исто и графички дизајн, се што гледате од него, самото кутивче кој што ќе може да си го купат. Ајде да го покажеме. Да, значи ова е производот, само момент да го фатам го. Ајде. Значи албумот се вика Уживам, го има логото на Валдера. Во самото кутивче кога ќе си го купите, имате USB кој што изгледа вака. Вака изгледа со мој личен бренд, така да лого си има и целиот си брендиран. Да, има и пострече внатре, токму така. И ги има сите песни. Сите песни ги имате, така да верувајте кога ви велам од срце, не дека се ова е за фалење, меѓутоа ова е еден од најдобрите албуми кој што излегол во последните 5 години и јас на тоа се подпишувам со цело име и презиме, заради тоа што ставив цело срце. Секоја една песна е феноменално овде. Јас си ги слушам моите песни, јас не можев да верувам дека ќе стигнам до тој степен каде што не верував дека ќе дојде ден кога бидејќи обично слушам на песни кои што се туги, меѓутоа сега си ги слушам и моите песни пошто стварно ми се убави и стварно верувам во нив и луѓето ми пишуваат за нив. И веќе луѓето кои што го купија албумот, едно 40 и нешто луѓе веќе го купија албумот, а имам веќе преку 70 и нешто нарачки на Инстаграм, така да. Прекрасно, многу се радувам и ти посакувам многу успеси со сето ова кое што го правиш, бидејќи се гледа кога нештото се прави од срце. Покрај што секојдневно работиш, твориш, создаваш, што друго го исполнува времето на Владко Лијачев? Што сакаш друго да правиш во слободно време? Филмови. Јас сум голем обожавател на филмови, на убава храна, така да обично тоа ми се врти цело време во глава. Јас сум само на убава храна. Да, имам еден другар кој што цело време само за тоа збориме, за филмови, за храна, он ми е специјален само за тоа и си го тераме тој филм. Мислам, тоа ми е хоби, шах многу сакам да играм. Како се волнат батериите? Шах сакам да играм, обично. Друго што правам значи, обично знам да го прошетам куќето ми е мене едно од поубавите работи во животот кои што ме прават среќен. И многу луѓе знам дека го знаат куќето. Всушност, моето куќе е попознато од мене, ако сум искрен. Бошко се вика, го има на TikTok цело време, децата ми пишуваат за него. Сите го знаат Бошко, така да имам со него правено сатира за македонската политичка сцена, го викаме Бошко политичарот, така да во Охрид кога бев, луѓето сакаат да се сликаат со куќето, па си викам, ајде сега годинава да извадам ја албум, па белги ќе сакаат со мене да се сликаат. Да, и ќе си го искористиш и Бошко малку и таму да те изрекламира на TikTok. Апсолутно, да. Бошко ми е најголем Бошко нека се промотер, најде, да. Бошко, Ти благодарам Лаче за муабетот, ти благодарам за тоа што ја прифати мојата покана. Се надевам на уште многу дружби, многу успеси ќе ти посакам и ајде да го затвориме овој интервју со уште нешто од тебе. Ајде, апсолутно. Оваа песна се вика Рај и е мој специјален поздрав за Охрид. На охридските брегови летни вечери, месечина убава, само јас и ти. Секни сме и времето за нас работи. Се љубиме полека, дурне осамни. Рај, за мене ти си рај. Рај, за мене ти си рај. За мене ти си рај, најмила. Морам да ти го пофалам гласот на самиот крај, значи ретко убав глас. Благодарам. И искористи си го. Секој ден, на здравје.
Овде се одјавуваме, почитувани гледачи. Ви благодарам за тоа што со внимание го проследивте и ово издание од своја страна. Се гледаме за една седмица од сега. Бидете поздравени.